Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во Тетовската болница хоспитализирани 45 пациенти со COVID-19, најголем дел од нив на кислородна поддршка и со потешка клиничка слика. Градоначалниците од полошките општини утре на состанок ќе го разгледуваат проблемот со регионалната депонија Русино. Викендов што измина на гостиварското подрачје се случија повеќе пожари, надлежните со апел за внимателност. Во Тетовската болница хоспитализирани се 45 пациенти со COVID-19. Најголем дел од нив се на кислородна поддршка и со потешка клиничка слика. Долгото чекање за медицинските услуги ги прави граѓаните нервозни, но засега нема потреба да се вклучи армијата на помош, велат од раководството на болницата. 45 лица со COVID-19 се хоспитализирани во клиничката болница во Тетово. 30 на од нив се со потешка клиничка слика. Во текот на вчерашниот ден е регистрирано едно починато лице на возраст од 83 години со коморбидитети. Доктор Гзим Нуредини од ковид центарот вели дека засега нема посериозни промени, но ако има нови пациенти, ќе треба да се координираат со другите ковид центри за да се примат на лекување каде што ќе има слободен кревет. Значи нема некоја промена за овој викенд. Отприлика некои се пуштени, некои нови се примени. Од нив 40 се на кислородна поддршка. Фактички тие што се на кислородна поддршка не се сите во тешка состојба, но околу на 30 се потешко така, а 5 не се на кислородна поддршка и за нив од време на време е потребна. Многу работи треба нормално да се добро планираат за да не доаѓаме во ситуации каде што ќе треба пациентите од Тетово да ги пратиме од други центри. Граѓаните се нервозни поради подолгите чекања во болницата поради големиот број на лицата кои бараат медицински услуги, но засега нема потреба од помош од припадниците на армијата, вели доктор Нуредини. Нормално дека има нервози, нормално чекат пациенти, некои се нестрпливи, нормално дека сакат побрзо да завршат работа, али моментот немало некој потреба од нивна интервенција, така да се снаоѓаме без нивна интервенција, иначе тие ни се на располагање, и војска и полиција. Според Министерството за здравство, епидемијата го достигна пикот пред една недела. Од тогаш бројките се стабилизирани. Во Тетово и околните општини активно болни се 961 лице. Во текот на минатата недела, за среќа бројот на оздравени беше поголем од новите случаи. Регистрирани се 319 лица кои се изборија со болеста, но дополнително 285 биле позитивни на тестот за ковид. За жал, за 7 дена битката ја изгубиле 11 пациенти. Бројот на активни случаи во Тетово и 5 општини е 961 лице, информира од општината по одржаниот состанок на кризниот штаб. Оттаму додаваат дека во текот на изминатата недела бројот на нови случаи на COVID-19 е незначително намален, но епидемиолошката состојба, иако е стабилна, останува критична. Надлежните институции информира дека до денес во Тетово и 5 околни општини вкупниот број на лица со дијагностициран COVID-19 е 3811 лица. Од оваа бројка до сега 2606 лица се излекувани, а 151 се починати. Со тоа бројот на активни случаеви во Тетово и 5 општини е 961 лице. Во текот на изминатата недела, бројот на нови случаи на COVID-19 е незначително намален, но епидемиолошката состојба, иако стабилна, останува критична. Намалување на бројот на заболени е забележан и во градинките, основните и средните училишта. Па така, во градинките има 2 активни случаи без група во изолација. Има 14 позитивни наставници во основните училишта, а 4 паралелки се во изолација.
Во средните училишта има 14 позитивни професори со COVID-19. Процесот на учење на далечина се одвива според планот. Во текот на минатата недела, според статистичките податоци на секторот за внатрешни работи Тетово, за непоседување заштитни маски на вкупно 493 лица има издадено платни налози за полесни прекршоци во согласност со член 6 од релевантната уредба на владата. Во овој период Државниот санитарен и здравствен инспекторат во Тетовско подготви нови решенија за изолација на 647 лица, а биле извршени проверки на околу 1214 лица со вакви решенија, при што немало утврдено непочитување на наложеното. Апелираме до граѓаните да останат посветени и дисциплинирани во почитувањето на мерките и протоколите за здравствена заштита во борбата против оваа пандемија на COVID-19. Посветеноста на секој од нас и високата граѓанска свест се главните предуслови за успешно надминување на овој глобален предизвик. Градоначалниците од полошките општини утре на состанок ќе го разгледуваат проблемот со регионалната депонија Русино. Таму се уште се носи ѓубре само од гостивар. Дали ќе бидат прифатени условите кои еколошките здруженија ги бараат и кога ќе почне спроведувањето на проектот за регионално управување со отпадот, останува да се види. За иднината на депонијата Русино ќе се дискутира на состанок на градоначалниците од полошките општини, кој е закажан за утре. Според најавите, средбата ќе се одржи во Желино, а Русино ќе биде една од поважните точки која ќе се разгледува на дневен ред. Гостивар се уште не дозволува на депонијата да се носи ѓубре од другите општини. За да се крене рампата и да се овозможи спроведување на проектот за регионално управување со отпад, граѓанските екоактивисти бараат писмена гаранција дека Русино ќе се дислоцира во рок од 5 години. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека ги поддржува во барањето. Во вторник треба да седнеме сите градоначалници, тоа што сме го договориле и што веќе имаме зелено светло и од ГВЕКО и од СТОП Русино, да го подпишеме и после тоа да се договориме како понатаму ќе следуваат следните чекори. Се надевам дека ќе започне и швајцарскиот проект со ова, се надевам дека и другите општини веќе ќе можат да фрлаат ѓубре во депонијата и тоа ќе биде во координација со практично и со невладините организации, меѓутоа и со граѓаните на општина Гостивар. Во меѓувреме за Гостивар се отвори нов проблем. Фирмите кои вршеа затрупување на ѓубрето и рамнење на површините на Русино се откажуваат од ангажманот. Причина се ограничените финансии на општината. Се третираше допред 2-3 недели, повеќе компании кои што одат таму да работат се повлекуваат поради тоа што општината нема капацитети многу да ги плаќа, меѓутоа ќе видиме, можеби ќе ангажираме овие 2-3 недели, искрено нема некоја компанија, никој не прифаќа, треба да направиме нова објава и да видиме дали ќе се пријави некој за да продолжи со средување повторно на теренот, или пак ќе очекуваме кога ќе се оснива регионалното предпријатие Хигиена или Русино, не знам како се вика, за цел регион, тие да продолжат понатаму да го менаџираат, бидејќи тоа ќе го менаџира тоа предпријатие. Проблемот со Русино се актуализираше во август годинава, кога граѓанските активисти поставија блокада и забранија депонијата да се користи како регионална. По низа средби, дебати, протести и преговори се постигна договор со Министерството за животна средина за затворање и дислоцирање на Русино во рок од 5 години. За да биде валиден потпис треба да стават градоначалниците на сите општини во полог. Викендов што измина на гостиварското подрачје се случија повеќе пожари во куќи и во шумски предели. Надлежните апелираат на поголема внимателност со употреба на грејните тела и да не се палат огнови на отворено. Зачестија пожарите на гостиварското подрачје. Во викендов што измина беа регистрирани неколку пожари во објекти, а гореше и во шумски предели. За среќа пожарите поминаа без повредени, но предизвикани се значителни материјални штети. Причината најчесто е човечкото невнимание, посочуваат надлежните. СВР Тетово апелира на зголемена внимателност за да се избегнат посериозни последици.
Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, особено не греалки, клима уреди или печки на дрва. Зашто доволна е само мала искра да пламне голем пожар со сериозни материјални и други последици. Ова посебно се однесува на стамбените згради каде далеку потешко се локализираат пожарите, а заради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите најчесто од градежни или други причини. На собствениците на куќи и настанарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и изчистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите во домовите или локалите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. На отворено викендов пожари имаше над селото Дебреше, како и во повисоките предели на Шарпланина, кој најверојатно се проширил од намерно подпалена тревна површина. Секторот за внатрешни работи Тетово ги подсетува граѓаните дека предизвикувањето пожар, односно на општа опасност, представува кривично дело за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години согласно членот 288 од Кривичниот законник. Викендов противпожарната единица интервенираше на гаснење пожар во куќа на улицата Драге Тодоровски во Гостивар, каде целосно изгорел подпокривот, како и во помошен објект во селото Врбен. Стопанската комора на Северозападна Македонија подпиша меморандум за соработка со Министерството за економија. Стопанската комора ќе назначи лице кое постојано ќе биде во директен контакт со Министерството за економија со цел континуирана соработка, навремено и транспарентно информирање, како и пренесување на предлозите за подобри политики од двете страни. Ние и во минатото сме имале одлична соработка со коморите во нашата држава, а посебно со Северозападната комора, каде што заеднички сме креирале политики кои се во интерес на бизнисот. Со подпишување на овој меморандум за соработка, секако дека се обврзани и ние како Министерство за економија, но истовремено и комората, за да споделиме информации навремено, на транспарентен начин, на инклузивен начин, се со цел да креираме што поодржливи политики за бизнис заедницата во нашата држава. Јас сум убеден дека капацитетите што ги има комората ќе ја зајакнат и Министерството за економија во создавање на такви политики, не само на законски решенија, на подзаконски решенија, но истовремено и на соодветни мерки и решенија, а посебно во време на ковид. Ние ќе останеме како Министерство за економија секогаш отворено е да соработуваме со бизнис заедницата, пошто тоа и наша задолжба и работа, а секако дека ќе бараме заеднички секогаш предвремено да ги креираме сите политики кои се во интерес на бизнис заедницата. Не се очекуваат врнежи од снег во текот на неделата. Во Полошкиот регион ќе има појава на утринска магла, а врнежи од дожд се најавуваат за четврток, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Без снег во престојната недела, иако на планините се забележува провејување со снег, сепак во градското подрачје не се очекуваат врнежи од снег во неделата која ни предстои. Во Полошкиот регион ќе се задржи сувано студено време, освен во четврток кога ќе има повремен дожд, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Времето утре во Полошкиот регион ќе биде претежно сончево, а во Тетово, во градското подрачје, во утринските часови ќе има појава на магла. Утринската температура ќе се спушти до -7, а дневната ќе достигне до 3 степени. Во среда ќе биде претежно облачно, меѓутоа суво време со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Дневната температура ќе биде нешто повисока, ќе достигне до 7 степени. Во четврток и во петок ќе биде променливо облачно со повремен дожд, а утринските и дневните температури ќе бележат тенденција на натамошен пораст. Температурата во четврток наутро ќе биде под нулата, додека во петок се очекува мало затоплување со максимални дневни температури до 8 степен Целзиусов.
Од Министерството за животна средина и просторно планирање преку соопштение информираат дека престануваат да важат препораките и мерките при надминат праг на алармирање во Тетово, Куманово и Кавадарци. Ова одлука е согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената денешна временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи. Среднодневните концентрации на PM10 частичките се под дефинираниот праг на алармирање од 175 микрограми на метар кубен на мирните места во овие 3 града. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 18 часот во Тетовски Челопек, полициски службеници лишиле од слобода 24 годишник од ова село, бидејќи при претрес во неговиот дом и помошни простории биле пронајдени одземени автоматска пушка со куршум калибар 7,62 мм, неколку празни рамки и чанта со марихуана. Претходно по меѓусебна расправија со неговиот 47 годишен сосед, со автоматска пушка испукал еден куршум во воздух. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово, при што на лице место била пронајдена една чаура калибар 7,62 мм. Тој бил приведен и задржан во полициската станица Тетово. По целосно документирање на случајот, на 24 годишникот ќе му биде изготвен соодветен поднесок, со кој денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Вчера вечер во 19 часот, 59 годишник и неговиот 20 годишен син од Тетово пријавиле дека дента околу 16 часот и 45 минути на улица Дреновец Порој во Тетово, синот физички бил нападнат од 43, 26 и 24 годишник од Тетово, на што му предходела меѓусебна вербална расправија околу паркирано возило. Нешто подоцна, тројцата пријавени се обезбедени во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот, по што ќе следуваат поднесоци. 22 годишник од Тетовско Доброште вчера вечер во 22 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 21 часот во селото бил физички нападнат од неговиот 33 годишен соселанец со кого имале нерасчистени должничко-доверителски односи. Според пријавеното, соселанецот при нападот користел и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во периодот од 10 до 17 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е сообраќајна акцијска контрола за престигнување, во која биле откриени и законски санкционирани вкупно 48 прекршоци. При контролата реализирана на регионалните патишта Тетово Волковија и Тетово Јажинце, како и на повеќе улици во Тетово, санкционирани се 64 други видови прекршоци. На возачите кои непрописно престигнувале, изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парична глоба од 40 евра во денарска противредност. Ваква акција за вчера попладне била спроведена и на гостиварското подрачје, а во која биле санкционирани вкупно 36 прекршоци.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нас, следува спортскиот преглед. Пријатно!